пошто Бране Петрушевски беше оној кој што ги држеше пресконференциите на темата, чистиот ден му пишав на Бране Петрушевски неколку прашања поврзани со одговорот и реакцијата на министерот Наим Бајрам. Еве сега да видите што сум го прашал и дали сум добил одговор. Му велам: врз основа на одговорот од екс-министерот имам 3 прашања. Дали ќе се откажат новите министри од парите за репрезентација? Дали ќе ги вратат сите пари кои ги потрошиле заклучно со денешниот ден по примерот на Бајрами и ќе ги вратили премиерот Христијан Мицкоски парите потрошени за патувањето со бизнис класа? И сега ти ако излегуваш на пресконференција и викаш дека е проблем што некој троши за репрезентации, не троши ти. Кажи дека ти тоа не се согласуваш и него одобруваш и тоа нема да дозволиш да се случува. Зашто нема одговор на овие прашања? Културно, нормална комуникација на медиум со пратеник. Вака се. Сабајле Александров беше на брифинг за новинари со Африм Гаши. Знаеш ли дека децата на Вјоса Османи плачеле на аеродром? Озбилно. Да. Плачели и на Вјоса Османи бил растрепенен гласот. И дека он бил спремен и он да оди, ама бил у моментот зафатен. Ќе го пукал и он? За малци и он ти отишол, ама му се јавиле дека се расчистила работата. Ќе го одел да го пука. Не, он немал да го пука. Он одел таму како миротворец. Па да го пука. Он е улога на квор. Да го пукал миротворни цели. Да. Да. Он се бори за мир. Па да. Да. Со насилни средства Маја да се стигне Петровска до мир. прашува по играчката да не плачеле. Да не им давала да се игра. Колкави се децата. А Тоа, не ајде, знам. навлегуваме. Сега, ама види. Нема везе. Па ти- Ама не сум ја. Африм Гаши е. Насловите сите медиуми после денешниот негов брифинг беа дека децата на Вјоса Османи плачеле на аеродром и дека нејзи бил растрепенен гласот кој му се јавила. И ој го пратил обезбедувањето како негова претходница. Добро. И он кога завршил со обврските, им се јавил на нив и они му рекле дека работата е под контрола и за завршена средена, са малце пиштоли биле вадени и дека он заради тоа не отишол на собрание. Еве, гледаш наслов, например, на македонски медиум. Гаши, Вјоса Османи се тресеше на телефон, Да. децата и плачеле, морав да помогнам. Да. Да ти кажам, па што не кажа одма човеков да не дигаме вака паника, да му кажевме иди потепај све на аеродром, ослободија, душичка е. Ама знаеш што мене? Добро, кого третира? Значи, што сака? Ама не дупи. Што идиоти сака да направи? Што? Цела држава ја дупи. Ја Што- дупи у здрав мозок. Заветно да ја слушаме, што? Не бе, него не му е гајле. Знаеш ли зашто не му е гајле? Затоа што имаше 430.000 луѓе кои што гласаа за ВМРО, ВСМР и ги предадоа дента после избори. И он знае дека него му е сигурна позиција, он може што сака да каже, Еве, кажуваат. што сака може да направи. Много Они за било. џабе гласаа. За џабе гласаа бе Така е, луѓето. така. Затоа него не му е гајле. Он сега може да искочи да каже, да бе, ја му реков и пиштол да извади. И ништо нема да биде. Патем, малтене тој се случи. Затоа што он каже Како дека малтене, па стварно имало повлекување, нели? не имало пиштол. Не Малтене имало он тоа репетирање. го кажа, затоа Значи- што он призна дека испратил полицаец на У ова на аеродром само нема пукање и мртви. Од целата сценографија. се. Само тоа од позитива. Целата сценографија Да. на позитива и на расположение Да. позитивно од користење на државни функции во приватни цели, имаш све. Да. Конфронтација, цуење, мајки, шајки, вадење пиштоли, репетирање. Само не пукнал некој, не е утепан некој, така? Фала Богу. Иначе има нарушување на еден ред и Све комплет. Да. И тоа на витална институција, од државно значење, Има редовно, и така? таму точно испречување на службено лице, увршење на службени действија, има закана по живот, така натаму. Значи објавено е тоа се. Епа да подсетиме, знаеш, брзо забораваме као народ. Јас го прашав денеска дали био во Ти го испраша? Убаво? Браво. на работно место, кој се надлежи Интервенции на аеродром. спикерот, дали тоа спаѓа и раче, па не ми е во надлежности Да. новинари да се среќавам. Ао, озбилно? Па кажи му, па што се среќаваш? Ао, Да, само што Не те слуша. среќавањето со Ама новинари не е казниво, па затоа го повторам. Среќавањето со новинари му е опис и попис на работно место, заради тоа што он има законска обврска да биде транспарентен и навремено да известува јавноста за случувањата во собранието на Република Македонија или Република Северна Македонија сега. по нивното. По нивно, по според Извини се. Јанева и Гаши. Ке може да ја пуштиме? Така да
Тоа му е опис и попис на работно место. Да се срекава Е, со сега новинари и со друго јавно. прашање. Сега, например, Мичо патува на аеродром. Да. Со сопругата и со, нели, малово ваше. Приновата. Ако плаше, имаш право да му се јавиш да дојде од Слободова? Не. Bad Boy, има едно прашање кое што му е на место, вели прашањето е: каде е опозицијата овие 2-3 месеци, Левица, СДС? Не може цела држава да се распаѓа, само Инфомакс од 2000 гледачи лайв да ја праваме, немаме 2000 поише имаме. Али да, Од вчера има околу 80.000, 90.000 прегледи емисијата. да има. Така да точно. Треба малце да се Ај пуштете го опозицијата. бројот само на Вибер, извинете, гледач бара. Да, пуштете бројот. Нека иде. Веројатно сака Дејан Не нешто се да ни пушти. јавувате на, значи го пуштаме само за Да. пораки, слики, видеа, Да, ако ако сакате имате. нешто да ни пуштите. Да. Види, мислам дека имаше идеја првично опозицијата и Левица и СДСМ, па дури и ДУИ, идејата им беше да се остават оние културно джентлменски 100 дена на влада, но гледаме дека работава не иде нарно и мислам дека почнаа веќе да реагираат, има секојдневно пресконференции, соопштенија, изненадно има соопштенија и од ДУИ. Значи опозицијата делува. Сега што може да направи у првите 3 месеци од владата? Прашање. Може да направи многу. Може да направи. Опозицијата. Но ете, ајде, веројатно ни некои 100 дена сега ќе чекаат ке ова. Да, тоа беше претпоставувам првично идејата, што не реагира доволно можеби жестоко, ама мислам дека и они гледаат у моментов дека работиве се развиваат како на филмска лента, секојдневно има скандали и заради тоа почнуваат да реагираат. Инаку преска го почнавме муаветот околу поминување на граница на Африм Гаши, значи без да прикаже патна исправа и сите и целата негова кумова тајфа да покаже Процедура. Да, мимо процедурата. Инаку Александра Преска, како што кажав, беше на брифингот и имаше побарано, односно го имаше прашано спикерот, нели, проблем е за целата македонска јавност што тој идел на свадба со службена кола и така натаму, веројатно биле платена дневница за тоа обезбедување и сите останати трошоци, дали планира да ги врати парите по примерот на министерот Наим Бајрами. Одговорот од Африм Гаши бил дека он не знаел колку пари треба да врати, не знаел како да ги врати, не знаел како била процедурата, како да пресмета. Тешко ми падна сега. Греот. И мене жал ми е малку. Греот. И мене ми е жал. И сега? Да му помогнеме како да ги да пресмета. Ќе ја пресмета дневницата, патните трошоци за овие што биле обезбедување со него. Ќе пресмета колку гориво потрошиле колите. Ќе пресмета амортизација на колите. Ама не, ова е пак... Како му кажа? Исто како вие кога зимате патни трошоци, само Иста е процедурата како што зима патни трошоци, само треба обратно за да врати нешто. Не. Он ќе врати нешто на Да ти држава. појаснам, пошто сум бил у државни институции. Сите тие државни институции имаат сметководство. Луѓе што работат во сектор за финансии и ако не знаеш, он не знае, доаѓаат и му кажуваат како треба. Колку, што, како се поред. Многу е просто тоа. И дури има, например, у институции кои што, сега не знам дали постојат се уште такви институции, има, да речеме, некои менаџери или директори, или како да ги наречеме, раководители, кои што може да му кажат на секторот за финансии, дужен си да ме предупредиш дали е све по закон или не е. Сега ја, например, ако отидам и му однесам сметка за лепи јогурт, може да каже ова не се прифаќа како трошок на институцијата и да ти ја врати сметката. Многу е просто. Така е. Само треба малку и да сакаат, знаеш. Они им викаат или ќе го прифатиш овај сметка, или ќе го леташ од работа. И после почнува тоа што се вика корупција, деградација, скапување на системот.
имавме случај, и тоа беше многу интересен Видете што случај. порака имам пуштено на бот? Видов, јас објавено е тоа. Објавено и кај нас и ќе го коментираме подале во емисија, му вратив на гледачот. Инаку, ќе спомнам пак министеров Наим Бајрами, ние имавме прв случај во историја на Македонија кај што ВМРО ДПМН Бране Петрушевски излегува на пресконференција. Не е прв случај во историја на Македонија, не. Мислам дека е пар. Секој функционер, ако има потрошено пари кои што не му се за обслужување на неговата функција, на крајот си ги враќа парите. Значи секој си враќа пари. Во ситуација за Наим Бајрами, они излегоа демек еве службените ручеци ги плаќал од вакво. Ама тие му следат. Тие му се репрезентација, му следат. И човеков добро бе за тие ако ви сметаат што А овој што ги врати? и си ги врати човекот парите. Немаше потреба да ги врати. Немаше законска врска да ги Ама врати. имаше етика и морал. Ама имаше етика и Значи морал. и тоа треба да се потенцира. Да. И тоа е Инаку тие му следуваат со функцијата, му следуваат тие пари за таа сега може да има репрезентација. ограничување. Може да има. Може да има оградено ограничување. Може владата да донесе, еве зашто не донесе Мицко на првата наредна седница, да ја ограничи репрезентацијата на секој министер и секоја државна институција на 10.000 денари месечно максимум. Тоа прашање, Може да го донесе тоа така, прашање, Това има донесено ограничување за користење на службени возила. Има донесено 21. А за репрезентација? држи ја спреми го скриншот. Нема за репрезентација. Значи, Намерно. јас истиот ден кога се случи ова, пошто Бране Петрушевски беше оној кој што ги држеше пресконференциите на темата, значи истиот ден му пишав на Бране Петрушевски неколку прашања поврзани со одговорот и реакцијата на министерот Наим Бајрами. Еве сега да видите што сум го прашал и дали сум добил одговор. Па не си добил сигурно. Сигурно не си добил. Дали иде? Му велам. Врз основа на одговорот од екс-министерот имам 3 прашања. Дали ќе се откажат новите министри од парите за репрезентации? Нема одговор. Дали ќе ги вратат сите пари кои ги потрошиле заклучно со денешниот ден по примерот на Бајрами и ќе ги вратили премиерот Христијан Мицкоски парите потрошени за патувањето со бизнис класа? Ќе ги врати. Мало Морген. Значи ти излегуваш. Ќе ги врати. Излегуваш Мало на пресконференција, еве го Бране Петрушевски, после беше следен Миле Левков, од кога се случи ова. А ова со тоа го пензионира. Што глумеше вчера. Да, што глумеше вчера. Се случува тоа. И сега, ти ако излегуваш на пресконференција и викаш дека е проблем што некој троши за репрезентации, Па не троши ти. не троши ти. Така, тоа е нај... Абе, покажи со твојот пример. Кажи дека ти тоа не се согласуваш и не го одобруваш и тоа нема да дозволиш да се случува. Зашто нема одговор на овие прашања? Културно. Погор имаш и добар ден, не успеав да го скриншотирам се. Добро. Па Не, ти не е знаеш. битно, значи све Све културно. се у рамки на нормална комуникација на медиум со пратеник, кој пратеник и мој пратеник. Ама Без они разлика е за кој сум ама они гласал, разговараат- зема пари од мене. Они разговараат само со медиуми кои што се под контрола, односно што не се медиуми, туку се пропагандни машинери и продолжена рака нивна. Само таму разговараат. И се појавуваат во контролирана средина. Еве што не дојде тука овој. Истина. Еве, нека дојде. Кој е? Тука бе да дојде, Бране. Да го потсетам министерот за култура. Да, не се случува тоа. Министерот за култура да го потсетам дека ние испеднавме коректни. Го објавивме неговата верзија на приказната околу станот, околу станот во Бугарија, кој што си го купил и ни вети, мене ми вети дека ова беше се случуваше во четврток кон петок. Ми вети во понеделник ќе ти го доставам договорот да видиш дека е купен на кредит и колку чини. И не го достави. И од тој понеделник помина и пауза и све. И од 5 емисиите, понеделници. Значи помина не 5 понеделници, да 5 понеделници помина. Се уште го нема доставено, ми нема пуштено, ја му реков само првата страна слика ми, не мора све. Од купо-продажниот договор. Купо-продажниот договор првата страна да ја објавиме затоа што ја објавувам нешто, затоа што ти ми викаш дека е така. Немам доказ дека Со добра си волја. во право, да. Го објавувам така, рече окей Александар, нема проблем, ќе ти го пуштам и тоа. Еве го чекам првата страница, министерот да ми ја сметам дека Во спротивно министерот за- ќе можеме слободно да претпоставиме дека има бугарски пасош. Да, мислам дека министерот е малце поразбран од другиве министри, мислам дека ќе
и покултурен, мислам Па дека почна да се гледа разлика веќе после 2 месеца у составот на владата. Се издвоија тие, како се вика, Да. диаболите се издвоја. Еве јас ќе го почекаме, го подсетувам, ќе му пишам после да го подсетам да ми го пушти барем првата страна од договорот. За станот во Бугарија. Тој е министерот за култура Љутков, Зоран Љутков.